Господине Калеников, какви се можностите за инвестирање на словенскиот капитал во македонските компании? Можностите за инвестирање на Словенија во Македонија се многу добри, поготово од причини што сме блиски по менталитет. Тоа прво, а второ, бидејќи се они многу развиени, за разлика од нас, и членови на Европската Унија, им треба ефтина работна сила за пазарите околу нас. Ние на неколку бизнис форуми го потенциравме тоа со Словенија, на посета на нивниот председател тука и на наши делегации таму. Формирани се бизнис клубови македонско-словенски и на обете страни, и во Македонија и во Словенија, така да интересот е на двете страни многу голем. Поготово на словенците, ние им пруживме рака за освојување на пазарите, поготово пазарот на Албанија и пазарот на Косово, кои што се уште не се развиени и не се застапени словенските производи и словенските индустрии на тие пазари. Ние понудивме да бидеме тој партнер на словенците за инвестирање и за освојување на овие пазари, бидејќи ние па менталитетно и комшиски сме во многу добри односи со овие два пазари. Што е потребно да се подобри бизнис климата во Република Македонија? Има многу работи, ние ги потенцираме постојано тие работи. За бизнис климата основно е правниот систем, за да може наплатата на долговите, на споровите меѓу компаниите, интернационалните спорови да се решаваат што побрзо. Ние дури предложивме да се врати оној, бидејќи со реформите е укинат оној стопански суд, и предложивме до владата тој стопански суд да се врати, односно да се формира повторно стопанскиот суд во Република Македонија и тие процеси на стопанството да се забрзат. Тоа е една од најосновните работи што треба да се испочитува. Најпотребни работни за инвестиции во Македонија, покрај ова што го спомнав за судот, се стабилна економска политика која што нема да го оптоварува стопанството. Значи, стопанството една за секојаш треба да се свати дека тоа е лидер на економскиот раст во земјата. Не може никој друг да биде лидер на економскиот раст, само реалниот сектор и предприемаштвото можат да бидат тие што ќе причинат економски раст на Република Македонија. Ние сме тие, словенците не може да инвестираат сами во Република Македонија, ке нив нема таков интерес. Значи, они бараат домашни партнери. Словенците не можат без наши присутни менаџери на овој пазар. Сепак, ние сме специфични како пазари и специфични сме како менталитет. Нив им треба домашниот кадар. Бидејќи нашата телевизија иде за диаспората, што имате да им препорачате на странските инвеститори? Вашата телевизија што моди за диаспората, морам да им кажам на сите бизнисмени од диаспората дека Македонија ги чека да се вратат назад. Не мора за секогаш. Значи, Македонија е отворена, ние како комори им подаваме рака за инвестирање во Република Македонија. Мислам дека премиерот Груевски научи од досегашната влада од досегашното водење на владата дека инвеститорот е тој што ја движи економијата и мислам дека во новата влада сите аномалии на претходната влада ќе бидат отстранети и нели како нивното мото што е бизнискратија наместо бирократија, дека администрацијата и владата ќе биде 100% на услуга на инвестициите и на инвеститорите. И им порачувам да дојдат во Македонија и да видат дека Македонија стварно вреди и има потенцијал за инвестиции. Не мора тие да бидат енормни, доволно да бидат микро, мали и средни за почеток, за освојување на домашниот пазар, за дупките на домашниот пазар, а понатаму и за околните пазари.